ВМРО-ДПМН ќе ги искористи сите алатки кои што му стојат на располагање да се бори против оваа ненародна власт и ова зло кое што надвиснало над нашата татковина, а кое што го предводи Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Но за тоа ни е потребно обединување. Секогаш во историјата кога ВМРО-ДПМН застанало цврсто во одбрана на државните и националните интереси, потребно било обединување под бајракот на слободата. Така ни е потребно и овој пат. Насушно ни е потребно обединување, подавање рака од човек на човек, добронамерник, патриот на патриот, брат на брат, сестра на сестра. Тоа ни е сега неопходно. Само сплотени, заедно под бајракот на слободата можеме да си одбраниме татковината и нема да им успее да не раздојат и покрај сите оние кинески зидови што играат помеѓу нас. Ова зло што и се случува на Република Македонија има име и презиме. Се вика Зоран Заев. Човек без визија, без политичка култура и човек без платформа. Единствен проект кој што го има е како да ја подведе кичмата на сопствениот народ и на сопствената татковина. Нема тоа да му го дозволиме. Секаде каде што одам низ нашата татковина, се среќавам со луѓе и од очите можам да им забележам очај, разочараност, од очите можам да им забележам резигнираност. И они не треба да знаат колку овие ја задолжуваат нашата татковина. И не треба они да знаат колку помалку странски инвестиции има оваа година од минатата година. Или колку помалку имаме луѓе кои што вложуваат за да креираат нови работни места. Но знаат едно, дека наутро, кога почнува битката, како да го поминат денот, како да ги преранат своите семејства, новчаникот им е празен. И тоа ги боли. И мене ме боли и мора да направиме да им биде подобро. Нема реформи во здравството, луѓе ги губат своите животи на дневна основа. Луѓе ги губат своите животи затоа што имаме некадарен министер и затоа што имаме некадарен премиер. Да спроведе реформи во тоа исто здравство, да го направи поконкурентно, за да можат луѓето тоа што го плаќаат и да го добијат, а не да добиваат смрт наместо здравје и живот. Тоа ветува. Ке дојде денот. Ке дојде денот кога ќе одговараат. Ке зборувам и како професор. Секој час кога ќе ги погледнам очите на моите студенти, гледам една желба. Колку побрзо да дипломираат и да напуштат оваа наша прекрасна држава, нашата татковина Македонија. И ме боли, и не знам што да им кажам. Ако зборувам од срце, ќе рикнам, ќе плачам. Се обидувам да бидам разумен и да им кажам, стрпете се, останете овдека. Каменот тежи само дома. Дајте ни шанса, ќе дојдеме, ќе вратиме вербата во вас. Немојте да се обесхрабрувате. Имаме план, имаме проекти, знаеме како. Македонија и моја и ваша и на сите вас овдека. Мора да се бориме за истата. Среќавам многу луѓе кои што се под притисок, под закана, дека ќе ги загубат работните места ако се поздрават со мене. Ако дојдат да испијат едно кафе со мене. Ми велам, доста е. Доста е, браќи и сестри. Само вие можете самите да го победите стравот. Јас сум тука да ви помогнам. Мојата цел е јасна. Мојата цел нема алтернатива. Ветуваа многу. Сега гледаме дека лажеле. Колку ли само е тешко да го гледаш човека во очи и да го лажеш. Како не им е срам? Нема 500 евра плата. Просек. Нема поголеми плати за вработените во здравството. Нема 600 километри автопат. Нема зголемени пензии. Нема поконкурентно образование. Нема реформирано судство. Помина една година. А така храбро викаа за кампањата, знаеме во каква ситуација Македонија, имаме решенија, живот ќе донесеме. Донесоа чемер и јад. Ништо друго. Мораме работата да ја земеме во своји раце, браќи и сестри. Немаме друга алтернатива.
деновите, минутите одбројуваат. До нас е, мора да се охрабриме, да се осмелиме. Да му застанеме на патот на целото ова омаловажување, понижување. Да му застанеме на патот на сите овие навреди. Да застанеме на патот на сите овие негативности кои што ни се случуваат во нашата татковина. Мораме да понудиме алтернатива, мораме да понудиме како. Тоа го прави ВМРО ДПМН во моментот и дел од тие проекти кои што планираме да ги имплементираме, првиот ден од како ќе ја формираме новата влада ќе бидат презентирани на големиот народен собир кој што ќе се одржи на 2 јуни пред владата на Република Македонија. Ја користам оваа прилика сите да ве поканам таму. Изминатиот период многу луѓе ме среќава и ми велеа: "Тивки сте, ве нема, што е работава? Зашто сте тивки?" Се сомнева, имаше многу сомнежи. Но на сите им дадов еден одговор. Лесно е да влезеш во битка во која што крајот е неизвестен. И лесно е да војуваш со туги синови. Јас сакам да ве поведам во битка во која што сите заедно ќе победиме. И таа битка нема да биде лесна и нема да биде кратка. Дојде денот кога таа битка ќе почне и ќе трае летово, и ќе трае есенва, се до предвремените парламентарни избори.